земјава има премиер. Верувам дека нема му е најтешко за се што треба да направи. Партијата има тела кои расправаат за добробит на земјата. Оте станува збор сега за министри, луѓе кои што ќе ја водат државата. Тие, односно премиерот е тој кој предлага министри или предлага влада пред парламентот и тој според мене, според покажаното на ова до сега, вклучувајќи си Скопје кој го изчистиме за 72 часа во кој никој не веруваше, нели? И ќе купиме 80 автобуси за кои никој не веруваше. И ќе изградиме автопат за што никој не веруваше и не го градиме. Значи, сметам дека има полно право да одлучи кој ќе биде министер, дали ќе биде министер и каде ќе биде министер. Значи, јас ќе ги испочитувам секоја негова желба, односно барање, оти тоа не се желби, туку се поставување на државата, на некакви основи. Како ќе одлучи премиерот, така ќе биде. Основите кои се? Бугарија да ни одобри учебници. Учебниците наши, Бугарија да ги одобри. На тие основи поставуваат. Поголем бугарофил од господјата Јаневска е само Божонкана. Не бранете. Значи, вакво понизно, поданичко однесување у ова време не поминува, луѓе. Може би купи некакви поени кај премиерот, ама си го сруши целиот свој кредибилитет кој што го имаш као професор, као господја во години, писам као министер. Ја не знам, односно знам, функционирате како секта, ама да толку вака јавно една понизност, една љубов, на него му е најтешко, па он ќе одлучи, он треба да... Вас не ве носи Мицкоски на власт. Партијата не ја прави Мицкоски. Партијата прават членовите. Вас на власт ве носат луѓето кои што ве гласаат. Дел од нив се членови на таа партија. Види сега каков е односот кон студентите. Кон оние кои што реално политичар треба да има најголема почит. Зборам кон народот кој што ги гласа.